Поводот за поканата на Дарко Соколов во нашето училиште е заснована поради големиот успех што го постига нашите кошаркари, нашите великани, бидејќи Македонија беше мала земја со големо срце и таа се представи не само во Европа и надвор во диаспората. Ние сме горди на Дарко Соколов како наш сограѓанин, а неговата мајка и наставник во нашето училиште, па така организиравме еден прием скромен, но од срце, да не посети нас, да ни каже импресии од надпреварите и да му посакаме се најубаво во понатамошното играње во баскетот, да речем, и во кошарката. Искрено да кажам, многу сум возбуден и многу ме пријатно ова чувство, каде што ме дочека многу мали дечиња кои го извикуваа моето име и секако колегиумот во основното училиште Раде Кратовче. Кажам уште еднаш, огромно е задоволството да се биде ваков гостин. Се надевам дека ќе имаме уште поголеми успеси и дека ќе се среќаваме вака само за убави работи. Анка Соколова, како се чувствуваш, еве, вашиот син денес во училиште во кое вие работите, му направи еден стварно навистина величествен прием? Во моментот навистина сум многу горда, возбудена, задоволна, среќна, исполнета од се оно што го направија сите репрезентативци. Посебно ми е задоволство што во групата од 12 репрезентативци се наоѓа и мојот син, кој што навистина достојно ја представија Македонија во цела Европа, а со тоа и градот Кочани е представен насекаде во Европа. Ви посакувам многу успех, да ги нижат успесите. Ова е историски момент на кој што Европа учеше географија, додека на теренот македонските репрезентативци испиша еден историски спортски настан кој што навистина многу ни значи, кој што е еден од малкуте такви настани и кој што ги зближи сите македонци насекаде во светот со една мисла, со една цел, на едно место. Кај сите се читаше радост, задоволство, среќа, улиците беа преполни, задоволството на највисоко ниво. Драго ми е што е така, нека се нижат успеси, да им благодариме на сите и на вас како екипа што дојдовте во училиштето да го снимите овој прекрасен амбиент. За вас како наставник во училиште, што овој момент значи токму вашето училиште што го покани, што го приреди сето за училиште? Ова представува навистина еден голем чин за училиштето, една голема благодарност до сите колеги што го организираа вака, бидејќи спортистите се вистински мотив за посебно за децата од основното образование, каде што тоа е еден момент каде што тие сега го одбираат нивната професија, нивните правци во кој правец да се насочат, со што да се занимаваат, што да работат во животот. Тие се нивна мотивација, затоа се најстрекни и децата и спортистите во делот каде што се децата. Благодарам за разговор. Милиони како еден глас, Македонија сака победа, милион срца, една молитва, Македонија навива за вас, пеат милиони како еден глас, Македонија сака победа, милион срца, една молитва. Секогаш ми е драго кога доаѓам во мојот град. Почитувани гледачи, добро вечер. Посебно чест и задоволство ми е што во денешната емисија го имам еден од најголемите амбасадори на град Кочани и на Македонија, Дарко Соколов. Не би сакал да кажам која е причината, бидејќи сите знаете, тој и останатите еднакви на него 12 мина допринесоа прв пат да се чувствуваме европејски. Да не должам, бидејќи сакам да му остапам простор повеќе на мојот гостин, само би го поздравил. Дарко, добро вечер и многу ми мило е што изнајде време и јако си, знам, на крајот на силите да дојдеш во нашето студио. Најпрво добро вечер на тебе и на гледачите на Канал 8 телевизија и на сите мои сограѓани кочанчани.
фала многу за убавите зборови. Ги собираме импресиите од ова првенство кое помина одлично и за нас како кошаркарите и стручни штаб. Со тоа, со нашите игри ја развеселивме целата држава и што сме горди на тоа и ни е многу драго и се надевам дека виднина ќе продолжиме со тие победи, дека нема да останеме на овој успех само. Илиевски изјави после победата со Литванија. Леле дуги што направивме. Вчера кога бевте на прием кај председателот на државата рече, уште ние што направивме. Имавте прекрасен пречек. Имавте прекрасни настапи. Меѓутоа јас би почнал од почеток. Заминавте во Литванија без никаков испраќај, онака тивко, мирно отидовте на тоа европско првенство. Што беа твоите размислувања кога замина на првенството, дали се надеваше на нешто сигурно пониско од ова, меѓутоа твоите конкретно размислувања? Па да, како што кажавте и вие, дека пред првенството имаме големи тешкоти во тој припремен период. На почетокот се собравме, ни фалија доста играчи кои отсуствуваа, кои поради повреди, кои поради приватни обрски. И на почетокот не беше така се сјајно како што овие денови изгледа и немавме толкави услови како порано. Ни фалија доста работи, но ќе кажам уште еднаш дека оваа наша репрезентација краси тоа едно другарство, таа хемија помеѓу сите играчи и стручниот штаб. Дадовме се од себе покрај сите тие тешкоти и да одевме од надпревар во надпревар таму, бидејќи и првиот надпревар не беше баш најсејан за нас, но се собравме, се консолидиравме и одевме чекор по чекор. Најпрвен беше победата со Хрватска, која беше големо изненадување во тој момент, како и за сите, за целата јавност во Европа, така и за нас, но во тој момент... Самодоверба дојде. Ни внесе голема самодоверба, следниот ден беше надпреварот со Грција, каде што сите знаеме под каква тензија беше тој надпревар. Загинавте на терен. Каква е политиката меѓу Грција и Македонија, се испадна во најдобар ред, успеавме да ги совладаме нив и во тогаш некако како да тргнава се во најдобар ред. Излезе некој најтешко со Финска. Па да, излезе некој најтешко со Финска, бидејќи сите мислеа дека однапред ја осигураа таа победа со нив, но финците има една доста млада и доста уиграна репрезентација, каде што играа еден нетипичен стил на европска кошарка, играа многу трчаат, шутираат, ги служеше шутот во секој надпревар, но тие не само во еден надпревар, тоа го покажа и на целото првенство, каде што се случи да има шанси, ако ја добија Словенија во последниот надпревар, да се пласираат дури во четвртфиналето. Јас би се навратил малку околу подготвителните настапи што ги имавте. И како Дарко Соколов. Знаеме дека на ова европско првенство учествуваат сите бивши републики од некогашната наша држава Југославија. На турнирот што го имавте во Словенија го зедовте последното место. Како Дарко, што размислуваше во тој момент? Последни сме овде со овие репрезентација, ќе одиме на европско првенство. Па да, тогаш беше многу лоша сликата после тој турнир во Словенија, каде што беа сите екс-ЮГ републики. Бевме поразени во сите три надпревари и го освоевме последното 6-то место. Кога се вративме во Скопје не беше баш најдобра сликата, имавме доста критики и од публиката и од новинарите. Доста критички беа настроени, но ќе кажам дека тогаш ние настапивме во некомплетен состав, ни фалија доста играчи како Тодор Гечевски, Боме Калеп не беше дојден уште, Владо Илиевски одигра на два надпревари, последниот не го одигра. Тоа беше, како да кажем, уште бевме на самиот почеток, се спремавме повеќе на кондицијскиот дел, него тактичкиот и наша цел беше да бидеме што по-подготвени за 31. август, бидејќи овие надпревари се
колку да се го игра екипата, главната цел ни е Европското првенство, каде што на почетокот ни беше цел да ги оствариме тие 3 победи и да поминеме во вториот круг. Тоа речена подготвително на физички план. Јас мислам дека потегот што го направи Врбица Стефанов, што допринесе да дојде Бо Мекелеп во нашите редови, исто и кондиционот тренер на Монтепаски. Дали имахте навистина пекови тренери со него? Па да, фактот што ги издржавте сите надпревари, а не се осеќаше дека паѓате по снага. Па да, тоа беше голем потек на директорот и бившиот репрезентативец Врбица Стефанов, што го донесе италијанскиот кондиционен тренер Сандро Бенкардино, со кој работел во Монтепаски повеќе години. Тој беше и со нас и лани на квалификациониот циклус, каде што видовме дека човекот е стварно голем професионалец и ја сака работата, 24 сата е посветен на тој дел и не научи на многу нови работи кои овие 2 години дадоа доста голем плод на таа негова работа. Јас малку се изненадав бидејќи има некои измени направено, очекував, така беше и коментарот, може и на YouTube да го провериш, на српскиот репортер што го пренесуваше преносот дека Македонија која ја содаде Литванија, тоа неговите зборови, да ги цитирам, беше: македонците обезбедија учество на Олимпијада во Лондон. Меѓутоа, ние обезбедивме учество на Европско првенство без квалификации, а ќе играме квалификации за Олимпијада. Од кога овие правила така се внесува и дали навистина ние нема да имаме на Олимпијата директно? По овие правила што се донесени сега, мислам дека се од пред 2-3 години, не сум баш најсигурен, но тие први освојувачот и финалистот тоа директно на Олимпијада, од 3-то до 6-то место ќе играат на дополнителен турнир каде што има репрезентација и од другите континенти. Тој турнир ќе се игра во јули месец до следната година, каде што уште не се знае кој ќе биде домаќин. На тоа има шанси, има големи шанси, прави интереси и Македонија да го организира, но тоа потоа. Даре, немаше многу долга минутажа. Некако играта како да беше, Марија беше заснала на 5 до 6 играчи. Меѓутоа, за тебе, што мислиш дека кој беше најсреќен момент, кој најлош на ова првенство? За тебе лично како Дарко Соколов. Па да, нема голема минутажа на ова Европско првенство, но ние сите заедно се вклопивме во тој систем, секој си ја знаеше улогата, секој кој ќе беше пуштен во игра се искористуваше минутажата најдобро што може, даваше се од себе. И селекторот се одлучи да игра со 6-7 играчи и ние другите помагавме колку можевме. За најдобар момент сега ќе биде тоа четвртфинале каде што ќе опамтиме. Па и ние играчите и се надевам и цела Македонија дека бидејќи тоа е историскиот успех за нас, ќе опамтиме таа тројка на Владо Илиевски која ми донесе полуфинале и каде што ја располагаме цела Литванија, бидејќи таму кошарката е спорт број 1. Ние сме 2 милиона жители и ти има 2 милиона регистрирани кошаркари. Не, и тие си исто мала земја. Мала земја. Ама за кошарката е водечки спорт. Тоа е едина земја во Европа каде што кошарката е спорт број 1. Тие таму као на шала викаат дека ја сакаат повише од религијата. Спомна преска дека онаа хемија што се воспостави меѓу вас играчите на другарство. Па токму коментарот на прославениот Никола Плечеш, една од легендите на југословенската кошарка, тој гледајќи ве како играте само кажа дека го потсеќате од времето на крајот на 70-тите кога Југославија беше пуштена на светски првенства онака прежалена, без некоја голема помпа на новинарите, која заминуваше на првенствата, а се враќаше со медали. И тој очекуваше дека
очекувам исто така дека со уште едно така појачување можда од страна некој играч дали на центарска позиција или там на крилна позиција, дека Македонија може да се бори равноправно со сите репрезентации. Дали мислиш дека тоа е добар потек да се направи, да се ангажира уште еден странец од типот на Мекеле? Со оглед на фактот што имаме ние доста талентирани играчи. Па да, тоа за ангажирањето уште еден странец не е возможно, бидејќи правилата на довестува дека може да игра само еден натурализиран играч. Тоа е во моментот Боме Калев. Ќе се навратам на тоа дека мислам дека ќе имаме големи шанси да го освоиме тоа трето место ако играше еден Тодор Гечевски кој го снајде еден огромен пех на првенството. Имаше фрактура на десната рака и лактот на левата при еден незгоден пат со Словенија. Тој ни фалеше доста во играта и дека мислам со него дека не 100%, сега бронза имаше огромни шанси да ги победиме русите. Бо Мекеле, малку да се задржам на него. За него борба. Ние видовме све. Се видовме што може тоа момче да направи со кошарката. Единствено што мислам дека топката не може да ја голтне, иначе се ви напред со кошарката. Како човек, како личност, Монтеро. Па за Боме Калев можам да кажам се најдобро како играч и како човек. Тој што лани кога дојде за прв пат да игра со нас. Тој на почетокот не знал за Македонија ништо, не знал каков е народот тука, но кога дојде, кога виде што се случува, дека екипата има една огромна хемија и дека секој на секој му помага во било кој момент да му е тоа потребно, дека народот кај нас е многу гостопримлив и дека многу лесно може да те засакаат. Тој уште одма после квалификациите рече дека до година доаѓам вика уште првиот ден со вас и ми е мило да играм за вас заедно. Може би ќе стане некој македонски зет, се сигурно. Не, за тоа ќе видиме. Тоа ќе видиме. Јас тие сега правиме оваа емисија, еве на нашите гледачи да им кажем дека тоа ќе оди како снимка, со оглед на фактот што еве ти веќе утре заминуваш за Кавадарци во твојот клуб Фени Индустри, ги започнувате подготовките. Имавте 3 дена, не беше лесно да се издржи и пречекот и овие посети и кај премиерот и кај председателот Агенција Млади и спорт, Олимписки комитет се. Спремен ли си да ги... Како се чувствуваше пред да ги започнеш подготовките? Што оглед на фактот што мислам дека си ти сега уште еден од најспремните таму? Па да, еве малце сме исцрпени од овие 2-3 дена кои сме вратени од Литванија, имаме доста посети и манифестации во Скопје, приеме кај премиерот, председателот, Агенција за млади спорт, како што кажавте. Сега тоа за нас е нешто ново, но драго ми е дека се случи тоа. Ни секој ќе каже дека му прие таа популарност, дека е убаво. И се многу ќе собереме сили и од утре се приклучувам на екипата. Шансите на Фени Индустри. Сигурно имате амбиции повторно за двојна круна во државата. Минатата година го освоивте шампионатот. Купот не. Предходната година во Виница бевте и купот го освоивте и првенство. Оваа година и освоивте... Освоивме Балканската лига. Да. Кои се размислувањата на Фени Индустри за оваа година? Амбициите? Па оваа година амбициите на Фени Индустри се исти како и во изминатите години. Ќе атакуваме на трите надпреварувања да се обидеме да ги освоиме, но ќе биде многу тешко бидејќи екипата за разлика од лани е доста изменета. Доста клучни играчи си заминаа како Војдан Стојановски, неговиот брат Огне Стојановски, Бошко Јововиќ и други. Екипа имаме нови засилувања, 20 американци, еден србен и еве од утре се приклучуваме, па ќе видиме како ќе оди сезоната. Јас не се сомневам дека ќе видиш пак еден од главните играчи на Фени Индустри со оглед на фактот што играете години, тоа го докаже. Бидејќи реков дека си
знам, преоптери ден, ајде да кажем, капнаци сакаш да идеш да се одмориш, ме интересира за крај, еве вака, кошарката во Кочани. Ти играше уште до 8 одење, немаш настапувано за клубови, директно отиде на, ајде да кажем, на страна, Гурбет. Меѓутоа, кошарката е на ова рамниште на што е? Што треба да се смени во општина Кочани за да почне кошарката барем не на позициите од средината на 90-те години, барем да се има настап во првата лига или втората лига. Па тоа спортот во Кочани мислам дека е многу болно и тешко прашање, бидејќи уназад 10 години спортот е речиси изумрен. Оваа година нешто се случува со влезот на Осово во втората лига и што е доста позитивен настан. За разлика од кошарката, мислам дека нема, колку што знам, работат некои приватни школи со млади категории, но сениорска екипа нема. Па се надевам дека во иднина ќе се најдат средства да се оформи барем сениорска екипа. На првите години се надпреварува во тие пониски лиги, па еден ден да може да се врати во првата лига, бидејќи како што знаеме и самите дека Кочани беше кошаркарски град во текот на 90-те години, дека имаше огромна еуфорија тука за кошарката, но се случи ненадено, се изгасна клубот Деликатес. Јас се надевам дека оваа емисија ќе ја гледат одговорните во градот малку што се за спортот и дека она што го направи ти со твоите останати 11 соиграчи во Литванија, дека ќе биде еден повод малку другчи да размислуваат за спортот. Може би ќе почнат да размислуваат во друга насока, не е само битно да се прави масовност на спорт, дека треба и поединични и овие клубски спортови да се финансираат, бидејќи јас реков еве на почетокот на емисијата, вие 12 мината со стручен штаб го направивте за 15 дена. 20 години што политичарите у оваа држава не можеа да го направат. Вие бевте најголеми амбасадори, посебно за Кочани, еве и ти, и тоа и за Македонија. За Македонија слушна целиот свет. Слушна светската кошарка за Македонија, бидејќи ние бедеме, тоа е се благодарение на спортот. Наместо да градиме, јас имав еден коментар напишано, наместо да градиме, викам, амбасади и да плаќаме амбасадори, подобро е да финансираме во спортот, многу поевтино ќе поминеме. Не сакам да ти одземам повеќе од вниманието и од времето, бидејќи знам дека сакаш да идеш да се одмориш, бидејќи си го заслужил тоа, имаше доста 3 дена тешки напорни. Сакам само да ти се заблагодарам од моје лично име и од гледачи, името на гледачите на Канал 8, што еве изнајде можност сепак да додеш во мојата емисија. Ме благодарам и на вас и секогаш кога ќе ме поканите, обавезно дојдем на емисија. Фала ти уште што дојде на емисијата. Фала и нас. Почитувани гледачи, еве, успеав малку да го задржам вашето внимание, но мислам дека извлековте некои и дознавте некои работи што можеби преку малите екрани не ги слушнавме. Меѓутоа Дарко навистина е преморен. Уште пред емисијата кога разговаравме, се договоривме малку пократко да трае, бидејќи треба да и тој да има време за одмор. Јас ви благодарам на вашето внимание, ве поздравувам, ви посакувам убава седмица и ви закажувам следниот петок во истото време повторно да се видиме. А до тогаш да сте ми живи и здрави, довидување.